Дебрца, како што е општо познато, е еден регион кој е познат во историјата, посебно во поновата историја за време на народно-ослободителната борба, каде што беше ослободена првата територија, слободна територија, каде што се родија никулците на нашата нова народна власт, првите народно-ослободителни одбори и каде што за прв пат во историјата на македонскиот народ почна да се одвива наставата на македонски јазик. Тоа е подрачје исклучиво земјоделско, заостанато, во кое во главно стопански дејности претежно се развива земјоделието и тоа претежно индивидуалното. Делуваат само две земјоделски задруги кои претежно се занимаваат со трговија и една градежна, односно индустријска организација, тоа е фабриката за тули и керамиди во село Арбиново. Имајќи го во предвид фактот дека ова е неразвиено подрачје и фактот дека во последните години доста луѓе од овој крај ги напуштаат своите домови, преселувајќи се како во општината Охрид, така одејќи во странство, општинското собрание и во поранешниот состав и новото општинско собрание во својата политика има зацртано тенденции за позабрзан развој на овој регион. Се мисли со известна дислокација на поедини објекти од индустријските капацитети во Охрид, да се отворат и на подрачјето од Белчишта одредени капацитети и веројатно со нивното отварање има можности да се работат поголем број на луѓе и од тука, а исто така да се вратат и од надвор кој се напечалува. Вие сте делегат во собранието на општина Охрид. Кажете ни дали таму станало збор за дислокација на одредени погони? Да. Станало и то на две седници, и то на предпоследната и последната седница во врска со дислокацијата на некои објекти на подрачјето од Дебрца. Дали во вашето село има некои конкретни акции околу отворањето на тие погони? Да. Во врска со за дислокација на одредените објекти постои одредена активност на населението од подрачјето и то во врска со изградбата на водоводот. Вие сте од ова село и кажете ни дали се селаните спремни да и прифатат акциите на собранието на општина Охрид? Селаните се од секогаш спремни и очекуваат со години на вакви преземања во врска со унапредувањето на животниот стандард на село, посебно нашиот крај овдека, овие села, значи доста има добри земјоделски површини, меѓутоа досега млади луѓе не остануваат да ја барат екзистенцијата во земјоделието. Со израдбата на западната магистрала се отворија нови видици за развојот на Дебрца. Според насрт резолуцијата за основите на стопанскиот и општествениот развој на општината Охрид, која деновиве беше изнесена на јавна дискусија, ние во почетокот предвидуваме да во овој регион, каде што се наоѓаме сега во регионот на Долна Дебрца, да се пристапи кон конкретна реализација на три покрупни значајни стопански објекти. Тоа е изградбата на една фабрика за полир шајбни и безбедносни ремени во село Белчишта, чиј носител ќе биде фабриката Херото Задраговиќ од Охрид. Во нашите погони има потреба за полир шајбни, односно деловите од челик и цинк што треба додат на хромирање, претходно се добро чистат. За нивното полирање потребни се полир шајбни кои во денешни услови во Југославија се увезуваат од странство. Бидејќи потрошната на овие полир шајбни се движи до близу 3 милиарди за потребите на Застава, за потребите на нашава фабрика, на Братство од Охрид, доволно беше да се создаде една идеја за формирање на еден погон за производство на полир шајбни. Заедно со општествено-политичките структури во градов, таа идеја се разгледуваше и се даде еден предлог да се ваков производствен погон формира во револуционарниот крај Дебрца, односно во селото Белчишта. Во овај крај скоро нема индустријски капацитет, а нема и други производни организации кои што би могле од една страна да го задржат населението во овај дел на нашата комуна, а од друга страна и да создаат материјална основа за развивање на тој крај. Тоа беше и основната причина
да ние размислуваме за формирање на еден погон во Белчишта. Нашата технолошка служба формира една екипа која што работи на проектот за полишајмни и веќе се навоѓа во завршна фаза, така да скоро може да се оди со захтев до Стопанска банка, да се земи кредит и да се отпочне со изградбата. Во овај потек за формирање на еден ваков производствен погон, нашата улога е создавање на идејата и подобивање на средствата да ги ние реализираме и да бидеме носители на тие инвестиции, а подоцна да го овај погон приклучиме за потребите наши, односно како интегрален дел. Меѓутоа, тука општината, односно комуната, треба да одигра улога да се појави пред факторите што треба да одобра средства, да го образложи пред се барањето со потреба развивање на капацитети во вакви неразвиени места како што е Дебрца, каде што ништо до денеска не се изградило. Во овај погон треба да се инвестира околу 6,5 милиарди стари динари, а ќе се добие вкупен приход од преку 10 милиарди, ќе се запослат преку 160 работници, а вкупни инвестиции вака, како што се даваат овие подаци, сметаме дека оправдуваат. Значајно е ова поставување на овај погон во Белчиша, оттаму што се внесува модерна индустрија, која после ќе создаде апсолутно услови за натамошно развивање на индустрија, а тоа ќе биде причина да се луѓето задржаваат, да ги решаваат проблемите и на овој регион. Од друга страна, најверојатно ќе стимулира враќање на нашите работници од странство кои сега, немајќи возможност за вработување, пред се бараат запослување надвор од земјата. Потоа израдба на еден погон за лимени производи на електромонтажа од Охрид во селото Лешани. Водени од политиката на собранието на општината Охрид за стопанскиот развој на регионот Дебрца, кој во сегашни услови е економски пасивен и миграционен, основната организација на злужен труд електромонтажа од Охрид во својот развоен програм предвидува лоцирање на една работна единица од Охрид во село Лешани поради следните причини. Прво, оваа година ни стои крај ќе биде пуштен современиот пат Охрид-Кичево-Скопје. Второ, голем дел од вкупно вработените во електромонтажа се доселени во Охрид од тој крај. Трето, се располага со слободни земјишни површини. И четврто, има поголема можност за добивање поволни кредити. Во август месец миналата година во фабриката за разводни постројки при електромонтажа беше пуштена во работа фарбара со нанесување термопластични материи по принцип на електростатско ослојување. Тоа условува менување на целокупната досегашна технологија околу изработката на блиндираните трафостаници, табли и други разводни постројки. Во почетокот, ова построение ќе биде широко грло и затоа се наметнува потреба од проширување асортиманот на лимените производи. Во почетокот работната единица во село Лешани би произведувала разна лимена опрема, за да покасно се премине кон повисок степен на обработка до монтажа на електроопрема. За објектот во Дебрца предвидуваме вложување на околу милиарда стари динари, од кои 60% би ги одобрила Стопанската банка, Скопје со рок на отплата 10 години и каматна стопа од 7%, а остатокот од 40%, односно 400 милиони стари динари, треба да е сопствено учество. Захтеви се доставени и до Стопанската банка Скопје и филијала Охрид, меѓутоа чекаме на одобрување. Во моментов не сме во состојба сами да го обезбедиме учеството, но доколку филијалата на Стопанската банка од Охрид одобри инвестициони кредит на име учество со услови еднакви како Стопанската банка Скопје, а не со камата од 12%, спремни сме да под услов работите да отпочнат во април-мај оваа година, до крајот на 1975 година да се отпочне со редовно производство. Во почетокот би работеле околу 50 работници и би се остварувало приход од 1,3 милиони стари динари, а покасно бројот на запослените би изнесувал над 100. Ние неколку пати сме биле делегации во електромонтажа
И очекуваме секој ден што поскоро да тој камен темелник да се удрит во селото наше овде кај што треба да се лоцира таа фабрика. Вие сте делегат од ова село. Да. Кажете ни дали на ниво на општина се превзема нешто и како делегат што вие предлагате? Во конкретниот случај, основна преокупација моја лично како делегат во состав на делегацијата при соборот на местна заедница е да што поскоро тој погон биде отворен. На ниво на собрание тие мерки се превземени, меѓутоа, колку сум јас информиран, недостасуваат некои средства, што со својата програма електромонтажа стартира пред собранието на општина Охрид, да се преку Република, поготово нашево место, да речам Дебрца, како слабо развиено подрачје, да не се третират од страна на Република како во склопот на општина Охрид како развиено подрачје, меѓутоа, бидејќи е просторно регионално географски оддалечен од општината Охрид, сметаме да се тоа третира како неразвиено подрачје. Со отворањето на овој погон за нас е едно, да речем во денешни услови, едно решение од животен интерес, бидејќи сметаме дека со отворањето на овој погон ќе се запослат едно 100 работници. Со тоа што има економски интерес за селото целосно гледано, не само тие што ќе бидат запослени, меѓутоа ќе имат и другото население корис од таа фабрика. Што секако е за поздравување, меѓутоа секој ден се очекува да се што поскоро изгради како таква. Меѓутоа зборувањето се доволно преку штампа, преку другите средства за информација, еве, на година како е тоа во план, меѓутоа конкретно нешто не е сторено. Премда тоа е веќе проследено со некои почетни акции, изготвени се програми, терен убав, обезбеден за тоа лоцирање тука и така. Тука со нас имаме еден студент на Скопскиот медицински факултет. Слушаме дека во вашето село има и амбуланта, но нема лекар. Дали тоа значи дека вие ќе се вратите? Тоа се уште не знам, меѓутоа најдрагоцено ќе им биде и најмило да еден ден овде во својот роден крај бидам запослен меѓу своите да им помогнам. Дали ова е условот за запослувањето ваше и на многу млади ако се отвори тука некој погон, а конкретно сега погонот на електромонтажа? Од погонот на електромонтажа очекуваат многу граѓани, очекуваат нешто многу да се стори и ние младите се сложивме да игралиштето кое го имаме им го дадеме за лоцирање на таа фабрика, затоа што секако тоа е една поубава иднина воопшто на младиот свет од Лешани. Вие сте една од ретките девојки која сретнавме тука. Кажете ни, дали младите се иселуваат од селото? Младите од селото не се иселуваат толку брзо, али се еден по еден си одат каде што имаат потреба. На школа, на учење, некои има во селото, остануваат. А дали со отворањето на погон би се запослили тие млади луѓе? Па мора да се запослат, нема каде да работат. Едино таа фабрика ќе биде во нашето село. Конкретно вие што работите? Ние па земјоделска работа. Со татко ми, со мајка ми. Само за изградба на погоните во неразвините подрачја ние планираме инвестиции во износ од 70 милиони динари. Во нив треба да бидат вработени околу 1000 жители од подрачјето на Долна, Средна, Горна Дебарца, Мешеишко-Требенишкиот и Косилски регион. Всушност, во овие места треба да никнат новите преработувачки капацитети на ОТЕКС кои ќе ја користат сировинската база на базичните капацитети што треба да се градат во наредниот период.
Реализацијата на оваа програма е непосредно сврзана со навременото обезбедување на бараните кредити, а ние деновиве до банкарските институции ќе ја доставиме комплетната документација за таа цел. Реализирањето на ова мощна амбициозна задача бара постојано присуство во реализацијата не само на членовите на Охридскиот текстилен комбинат и институциите на комуната, туку и присуство на банкарските институции од Републиката. Да кажеме дека во своето 25 годишно работење, ова Охридска работна организација не користела кредити од републичките институции. И отворањето на рудникот овде, каде што се наоѓаме, и израдба на една мала фабрика за производство и експлоатација на травертин, чии резерви се ценат да изнесуваат 1.400.000 тони, така што според идејниот проект кој што го проучуваме е изготвен од Геолошкиот завод Скопје, се предвидува да се вработат некаде околу 125 работници или експлоатацијата на рудните резерви во овој рудник се ценат на некаде околу 100 години. Ако се изгради некој погон од охридските фабрики тука, дали ќе се запослат луѓето? Па мислиме дека тај наша идеја, тој и вака наша желба, да тие погоните кои се зборуваат, за сега погонот електромонтажа во Лешени и погонот Отекс во Белтишта, а најважно е тука нашиот рудник, мислам во нашето подрачје кое се зборуваат и дека ќе се отворит, тоа е едно за нас, едно така наречено, како да кажам, дека добар успех, дека луѓето кои одат и во странство ќе се запослат тука. И имаме таква желба и идеја, повеќето луѓе да се запослиме тука. Дали знаете вие дека во вашето село треба да се прават некои погони од охридските фабрики? Требит. А за кои погони знаете? Нешто околу ова, околу Бигоров нешто, таква работа. Бараме нешто ако можеме да добиеме. Вие се надевате за рудникот? Да. И дали вие би станале рудари? Па јас сум во стари години, ако ме приме, зашто не? А сега младите дали би сакале да работат Па тука? сигурно саќе младите, тие не саќаат стока, саќаат со тоа да се бават. Со рударство, со едно, со друго, пари да имате и друго ништо не им требат. Имате нов пат. Ако се вратат младите во селото, каков ќе биде животот овде? Уште поубав ќе биде. А сега младите се? Младите се раштукани, кој вамо тамо, некој по градиштава. Скопје, Охрид, некој Белград. Дали има доста на печалба? Имат, Бога ми, доста. Имат. Повеќето се младите на печал. Во вашето село треба да се пушти рудникот, перспективата е тука и треба некои погони од Охрид да се пренесат тука. Што мислите, дали на тој начин вие би останале тука? Па тоа е еден добар зафат младината да се врзи за ова село. И сите воопшто да се спречи миграцијата, село, град, да се намали можда, не сосем, али во известна мера. Само не само тоа, треба да се и други мерки да се превземат, така да се подобрат условите на село. Една мерка беше патот, па културно-забавниот живот да се подигне на некој повисоко ниво, па така на известен начин да се спречи таа миграција. Што мислиш ти за ова? Па и јас исто така мислам дека, например, ако би се отворило тоа, не би овие младите луѓе не би оделе во странство, тоа би се запослували тука, а и заработувачка да би била поголема, нивната заработувачка. И со така, со тоа би се зголемил културно-забавниот живот во селово, така што ќе има поголеми перспективи за младите. По општо мислење на сите луѓе од ова село, единствен услов за задржување, односно за намалување или исклучување, да речам, дури миграцијата село-град, е тој дислоцирање на одредени предпријатија постоечи при собранието на општината во овај регион Дебарца, поготово за нашево село, отварање на овај рудник, така наречен, експлоатацијата на травертинот. Со тоа гледаме да во прв пред стотина и повеќе што се отстранети млади луѓе во странство на работа, во Германија привремена на работа и така натаму, ќе се задржат и најдат вработување.
Јас по завршувањето мислам дека ќе се вратам ако можам да најдам тука работа, да можам да живот да обезбедам во близината, ако не мора во селото, во близината, ако најдам во Охрид, јас мислам па во село да живеам. Селото ме привлекува најповеќе од све. И после отворањето на овој рудник, мислам дека и тука можам да се запослам како јас што студирам градежен и да останам во селото. Покрај јас што ќе останам, мислам дека ќе останат повеќе кои ќе најдат работа да во ова рудник да добијат подобар живот и да останат на село. Ние како политика ќе предложиме на собранието на банката, што ќе се одржи во текот на месец март, да за овие 3 капацитети прихвати свое учество во кредитирањето со каматна стопа која ќе биде пониска од сегашната активна каматна стопа од 12% и ќе биде приближно на висината на таа обврска што ќе биде по основниот кредит. Да се надеваме дека финансиските проблеми ќе бидат решени, а сега со нас е тука и еден селанец од селото Велми. Вие ги слушнавте разговорите со председателот, со вашите сограѓани, со директорот на Стопанската банка. Што мислите за сето ова? Јас мислам да ова што е речено до сега е дел од она што треба да се стори.